Немирите против сириските бегалци низ неколку турски градови го поттикнаа повикот на председателот Реджеп Тајип Ердоган за диалог со неговиот сириски колега Башар ал-Асад. Ердоган сака да разговара за начин за враќање на сириските бегалци, кои Турција ги прими од почетокот на сирискиот конфликт во 2011 година. In this environment, the Syrians become an easy target. Во ова обкружување сириците стануваат лесна мета на државата и е доста од нивното присуство, со право или не. И ова е многу силно политичко прашање. Затоа многу е важно барем привидот на уредно заминување за сириците кои се во Турција да може да и се прикаже на државата на веродостоен начин. Растечкото непријателство кон повеќе од 3 милиони сириски бегалци во Турција, заедно со речиси троцифрената инфлација, беа клучни фактори за загубите што партијата на Ердоган ги претрпе на изборите во март. Аналитичарите велат дека рускиот лидер Владимир Путин ги поздравува напорите на Ердоган да го отвори диалогот со Сирија, бидејќи тоа може да представува губење на турската поддршка за сириските бунтовници и крај на граѓанската војна. Ова би било поволно за рускиот лидер, бидејќи сака да ги префрли своите воени ресурси од Сирија во Украина. Тоа се русите. Москва е таа која сака да постигне диалог меѓу Дамаск и Анкара, бидејќи во моментов Москва е зафатена со Украина. Но значителното воено присуство на Турција во Сирија може да биде камен на сопнување за разговорите. Турските сили се распоредени да се борат против курдските сили, кои Анкара ги обвинува дека се поврзани со сепаратистите во Турција. Аналитичарите велат дека Дамаск најверојатно ќе изврши притисок за повлекување на турските сили од Сирија како цена за разговорите. Bashar al-Assad is dependent on Russians and Iranians and also to local warlords. Башар ал-Асад е зависен од русите и иранците, како и од локалните воени лидери, па дури и во неговиот близок круг треба да зависи од други партнери, бидејќи Башар ал-Асад не може да го турка турското воено присуство од Сирија. Тој може само да побара од Анкара да ги повлече овие трупи и потоа да започне да разговара со Анкара. Ердоган ја отфрла можноста за повлекување на турските сили од Сирија, велејќи дека тоа е прашање на национална безбедност. Во Турција избувнаа немири во областите под контрола на бунтовниците во североисточна Сирија поради стравувањата дека Анкара може би се подготвува да ги напушти бунтовниците. Исто така постои загриженост дека турското повлекување може да донесе хуманитарна катастрофа и одмазда од силите на Асад. Ако режимот се врати во оваа област, повеќето од луѓето ќе сака да се преселат во Турција, а за Турција не е можно да се пречекаат 4 милиони нови бегалци, бидејќи овие луѓе многу добро знаат дека остануваат под контрола на режимот. Со високи тензии во Турција околу присуството на сириските бегалци, Ердоган гледа на Путин да го омекне ставот на Асад за разговорите, што би можело да се случи во наредните недели.